На денешната работилница на тема градење на институционални капацитети за конвенционално и органско производство на ориз, меѓу другото беше истакнато дека оризот има економско, социјално и трговско значење за државата, поради што идните политики на владата ќе бидат во насока на унапредување и изголемување на производството. Работилницата е организацијски и финансиски поддржана од инструментот за техничка помош и размена на информации на Европската комисија ТАЕКС. Во незината работа учествуваат министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев и представници од делегацијата на Европската унија во земјава, експерти од Италија, Грција и Бугарија, домашни експерти и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во своето обраќање министерот Николовски порача дека оризот како земјоделска култура во програмата за финансиска поддршка зазема посебно место пред се поради традиционалните вредности и долгогодишното производство, како и неговата улога за развој на руралната економија и извозно препознатливиот бренд во регионот. Тој потсети дека во годинешната програма за финансиска поддршка во земјоделството субвенцијата со користење на сертифициран семенски материјал е 12.000 денари по хектар, а без семенски материјал 6.000 денари. За 20% е зголемена субвенцијата за растително производство, вклучително и за оризот за земјоделците со развоен капацитет. Конкретно, за оние кои имаат површина од 5 до 50 хектари, субвенцијата изнесува 14.400 денари по хектар за користен сертифициран семенски материјал и 7.200 денари за безсеменски материјал. Дополнително олеснителна околност за компаниите откупувачи и извозници на ориз е што веќе со Србија е потпишан договор кој функционира за признавање на македонскиот сертификат за ГМО. Значено е да се истакне дека во првата година од мандатот на оваа влада за 300% беа зголемени субвенциите за оризот, а како дел од систематските мерки кои ќе се преземат за развивање на производството на ориз и поддршката за Институтот за ориз во Кочани, за што преку програмата за рурален развој е предвидена финансиска поддршка.